Новите цени на горивата, транспортерите ги насочуваат во сигурни загуби и со тешки финансиски последици. Тврдат дека под овие услови нивната перспектива е невозможна, зашто бизнисот станува нелогичен. Страшно тешка ситуација, бидејќи на секаде се воведуваат тие посебни контроли, се зголемуваат периодот за вршење на превозот. Значи, возилото и кога стои, троши гориво. Замислете, во овие зимски услови, кабините мора да се греат, тоа се вика така веба со стрела, го викаме ние. Се проведува, меѓутоа за да работи парното, за да се грее кабината, мора да се троши нафта. Се вршило за 4 дена, сега ќе биде за 7-8. Како да е тешки, многу тешки времења. Спас за нив единствено е владата, која конечно треба да ги слушне, да ги свати и да им помогне. Категорични се од Сдруженијето Макам Транс. Значи, во ова тешок период, кога имаме енормно зголемување на цените на горивата, основното што треба да се направи, подхитно владата треба да ги замрзне цените на нафтените деривати, затоа што тие представуваат основното погледско гориво, кое што зафаќа 40 до 60%, зависно од релациите. Тоа може да се постигне со намалување на акцизата, што државата во еден момент ќе се откаже од својата заработувачка за да помогне не само на превозниците, него на целото стопанство. Доколку ситуацијата не се промени итно, транспортниот капитал, камионите ќе бидат неподвижно железо, а во екзистенционалната неизвестност ќе влезат неколку илјади возачи и вработени. Освен ова, огромен ризик за транспортните компании е и губењето на возачите, кои при поголем застој сигурно е дека ќе заминат во странство. Возачи и така нема доволно, па ризик е камионите за постојано да останат паркирани. Во Македонија има околу 14.000 товарни превозни средства, кои најчесто се ориентирани за дистрибуција и транспорт во странски земји.